Еве сме во нашата кујна, како што најавивме, денеска ќе вкусиме нешто освежително и нема да биде во форма на оброк, туку ќе биде во форма на течност, поточно ќе биде пијалок и ќе биде освежителен коктел. Од време на време, оние кои што се наши редовни гледачи знаат дека ни доаѓаат од Сдруженијето на бармени, професионални македонски бармени кои што навистина се трудат, на кои што навистина ги бива, ние тоа сме го забележале во многу прилики, но кои што и имаат една голема визија и идеја како токму барменството кај нас да се подигне на едно повисоко ниво, како да создадеме повеќе професионални македонски бармени и се разбира да бидеме привлечни од страна на оние кои што и ни доаѓаат од надвор и во однос на тоа, нели да пробаат вкусни коктели подготвени од професионални бармени. За сето тоа денеска во продолжение во нашата кујна зборувам со барменот и потпредседател на Сдруженијето на бармени, а тоа е Ѓорги Симјановски. Ѓорги, добро ни дојде. Добро најдов. Оние повторно ќе речам кои што не следат знаат дека во едно од минатите изданија ни дојдовте заедно со Вања, кој што исто е бармен и член на Сдруженијето, но овој пат вака сме тета јас и ти, ќе подготвиме, односно ти ќе ни подготвиш еден коктел, а истовремено ќе зборуваме за многу новитети кои што сакате да ги споделите со нашите гледачи. Тоа е одлично. Прво честитки ја знам, сега ќе дознаете нашите гледачи повеќе во детали за Скопје бар шоу, така? Така, да. Нешто што го подготвувате и што ќе се случи наскоро. Точно ќе се случи на 12 март, благодарение на Сдруженијето на бармени. Си зададовме цел малку да го подигнеме нивото на бар културата не само во Скопје како главен град, него и целокупно за целата држава. И си зададовме задача да организираме за прв пат Скопје бар шоу, ќе се одржи во простор во лабораториум. Целта ни е да ги сплотиме заедно изложувачите, односно дистрибутерите за алкохол, собствениците на локали, конзументите и секако бармените, оние кои што ја продаваат приказната за коктелите или коктел културата. Целта ни е многу, да речам, благородна. Би сакале ова прво Скопје бар шоу да биде прво и понатака здравје Божие да го оставиме во наследство и да биде, ајде да не речам да не означи регионално, покрај Атина бар шоу, покрај Германија, покрај Барселона бар шоу, да бидеме интересни и ние овдека на Балканот, бидејќи мислам дека имаме да понудиме доста. Сега многумина веројатно ќе се оние кои што можеби биле во некои вакви шоуа кои што се одржуваат во дел од градовите кои што ги спомена, знаат како тоа изгледа, но за оние кои што не знаат, верувам дека се во очекување и секој тоа добро дојде би му бил или би го прифатил некако со широки раце. Што значи Скопје бар шоу, поточно како би изгледало тоа, како го организирате, каде, на кој начин, време траење и сите детали кои што се вака сега ние локацијата е лабораториум. За сите оние кои што не знаат каде е лабораториум, тоа е бившата печатница на Нова Македонија, односно веднаш позади Европски коледж. Го организираме за тоа што ќе бидат, значи организацијата да ги собереме најдобрите брендови кои што се во нашата професија, односно брендовите за алкохол, брендовите за сирупи, ликери, кои што ги имаме доста, благодарение на дистрибутерите за алкохол, да ги ставиме на едно место и да ги донесеме сите бармени од Република Македонија да бидат на едно место и воедно да не заборавам, на истиот ивент ќе се случи државното првенство за подготовка на коктели, кое што исто во организација на Сдруженијето за бармени и најдобриот кој што ќе биде оваа година, оди на светско првенство во Мадеира, каде што, бидејќи на претходното во Рим беше многу интересно, претпоставувам дека Мадеира е посебна локација, дека ќе биде уште попосебно светското првенство, бидејќи изборот ќе биде голем на алкохоли, ќе биде на конкуренцијата, како и секогаш ќе биде силна. Се надевам дека најдобриот ќе победи и дека ќе го однесеме и дека овој пат, оваа година ќе се вратиме конечно со пехар од тие надпреварувања. Да, секој бармен со својата креативност и вештина кои што се клучни кога станува збор за подготовката на коктелите, да не заборавиме дека тука еден акцентот или она кое што е многу важно е основата знаењето, учењето и самото едуцирање, образование, што значи да се биде бармен. Бармен е професија како и секоја друга, како велите не е заменска професија или нешто пропратно што можеме да го работиме, бидејќи тоа е нешто површно, ако така се работи. Ова е професија која што се учи и која што и вие сте учеле, нели? И која што и со тек на искуство и се градуваш како бармен, а понатака и професионалноста ја гледа оно и наспроти, од гледа страна на шанкот. Кој што веројатно вие сте и во комуникација, но и сте биле пред клиенти, муштери кои што точно знаат што порачуваат, што сакаат да добијат, кој е квалитетот кој што треба да го добијат и на крајот доживаат во коктелот. И тоа е многу важно за бармените.
Целта на знаењето е многу важна. Според мене е една од најважните работи, бидејќи секој гостин треба да добие подеднакво ист третман и подеднакво ист квалитет на производ кој што ние го подготвуваме. За таа цел, еве јас сум горд да кажам дека Филип Парнудов е мојот ментор. Он е председател на Сдруженијето. Да, тој е председател на Сдруженијето. И дека кога јас ја почнував оваа професија, иницијатор беа тој и Дарко Ангелевски во тоа време кој што беше активен председател, да јас се едуцирам, односно да почнам со курсот за бармени, да после долго време јас сум еден од луѓето кои што менторираат, односно благодарение на Филип, земавме сертификат кој што се вика Train the Trainer и во моментот Скопје доби бар академија, официјална, сертифицирана, преку Светската бар асоциација, каде што дипломите ги добиваат директно од Сингапур. Едукацијата ја даваме ние, меѓутоа сертификатите ги добиваат од Сингапур. Односно, знаењето го пренесуваме на новите генерации и би сакале во целост да го имплементираме тој проект. И е покана за сите кои што се заинтересирани, сакаат да напредуваат во својата професија, да се надоградуваат. И барменот да го гледаат како професија, а не како заменска професија, ги поканувам да ни сконтактираат на Bar Evolution и да дојдат да научат нешто ново и ајде да не речам да си обезбедат место, да направат имидж и да дојдат до... Јас им посакувам на сите да дојдат до моментот каде што кога ќе застанат ева како јас пред тебе, да бидат горди и секако пред секој гостин да ја пренесуваат професијата со енергија, со љубов како што заслужува. Така е. Јас имам повеќе прашања за сите овие работи кои што само ги начнавме, а кои што веројатно се и тема за разговор, со кои и нашите гледачи повеќе ќе дознаат, особено оние кои што се заинтересирани за барменство, но ајде и да зборуваме и да подготвуваме коктел во интерес на времето. Прво ќе кажеме што е тоа кое што денеска го подготвуваш тука во кујната, а потоа додека ти го подготвуваш, бидејќи тоа ти е можеш да го правиш и да зборуваш. Ќе те потпрашам уште нешто. Вака сега денеска ќе направиме варијација на еден многу интересен коктел, се вика Том Колинс. Ќе направиме една мала игра, ќе ги смениме производите, меѓутоа базата ќе остане, начинот на подготовка ист. Со тоа што добра. Се случуваат и вакви работи, треба само да бидете поприродни. Да. Сега, кога доаѓаме во допир со нашата професија, ајде така да го кажам, многу работи се важни затоа што мора многу сериозно да се сватат покрај знаењето, нели, покрај сите други работи. Многу е важно да се има манири во нашата професија, да се негуваат квалитетни состојки, да се работи со квалитетни алкохоли и секогаш крајниот производ, односно оно што го добиваат во форма на течно задоволство, ајде така ќе го кажам, клиентите, треба да биде секогаш со ист производ, со ист квалитет и да не заборавиме дека коктелите се култура, а не се само, нели, кога да излезете, излегуваме тоа исто како да се напиеме, како на времето ја што викам шприцер, да, точно и шприцерот е коктел, доколку, нели, знаеме дека две или повеќе состојки кога се склопуваат, доаѓаат се прави коктел. Тоа е коктел, ама од коктел до коктел има разлика. И од бармен до бармен има разлика, дали е приучен бармен или нели со недоволно знаење, или е бармен кој што професионално се образува, односно потоа веќе прераснува во професионалец. Образованието и искуството одат едно со друго, поточно теоријата и праксата, или кога се учи, потоа тоа да се спроведе во пракса, за да видиме докаде сме, како сме и нели што е оно што можеме да го понудиме, зборуваме како бармени, вие како бармени и кога зборуваме за академијата и тоа што таа го нуди на оние кои се заинтересирани, има ли пракса? Има, да. Има пракса покрај теоретскиот дел. Бармените додека се едуцираат имаат и подготовка на коктели, значи обуката се состои од теорија, коктел култура и се состои од пракса каде што се подготвуваат коктели, нели во real time. И се сериозно се ставаат на тест за да ги подготвиме луѓето кои што ги едуцираме, да ги подготвиме нели на тоа што следи. Бидејќи џабе ние би предавали и би ги учеле тие луѓе, доколку во реални услови не би имале можност да го видат како е тоа. Затоа и сега воведовме нов формат, кога е во прашање надпреварувањето за државното надпреварување, каде што надпреварувачите или учесниците кои што ќе бидат ставени на вистински тест, бидејќи покрај тоа што ќе треба да направат оригинална рецептура, која што ќе треба да ја направат, доколку подоцна доаѓаат на тест за знаење,
каде што ќе треба нели и технички да го одработат тоа што им е дадено како задача и да одговорат на неколку прашања. Да. Бидејќи исто како сега кога јас и ти разговараме, нели јас Да. работам, Да, и тоа некој го наблюдува и слуша и гледа како се подготвува Овој пат, коктел. за прв пат комплетното судење ќе го имаат интернационални судии, а воопшто нема, ние од организацијата ќе бидеме тука само да бидеме логистика за нив, каде што ќе имаат прв пат прилика да осетат кој е притисокот, не кој е притисокот, него кој е чувството кога се оди на светско првенство или едноставно како луѓето го гледаат и каков им е пристапот кон нашата професија кога станува збор крајниот производ или коктелот. Така е. Ние сега за кратко ќе го добиеме и крајниот производ од нашиот денешен коктел, кој што при тоа името му е како? Како сакаш да го викаме? Значи сега ќе бидеме кумови. Да, ние ќе бидеме кумови, ова е варијација значи на Колинс. Аха. Па добро, не знам, јас немам толку искуство со имиња на коктели, освен Ајде да го викаме и го на Колинс, ако не. Ајде, може. Да. И тоа карактеристично шејкање за врмените или како и да е постручно терминот, така? Мешање на состојките, поточно комбинацијата од пијалоци во шејкот и на крај сервирањето. Рековме дека во Скопје Баршо ќе биде државното првенство за бармени, само уште малку детали околу ова. Ние во минатите нели ваши гостувања и Филип кога ни доаѓал, ги најавуваме ваквите државни надпревари, првенства каде што потоа оној кој што ќе победи оди на светско. Да. А досегашното искуство што вели во државните за ваквите државни надпревари, да речеме од интересот на тие кои што сакаат да бидат дел од тој надпревар, потоа како се покажуваат на истиот и како понатака што велат критериумите за да се избере победникот. Критериумите се едноставни. Сите овие работи кои што ги зборевме се критериумите. Да. Критериумите се многу едноставни. Треба да бидат креативни, треба да знаат да бидат едуцирани, односно бидејќи таму имаат еден момент на сензоријал, каде што вие како напреварувач треба да оцените кој е вкусот кој што го има, кој што е пред вас, кој е мирисот, аромата која е. И на крајот на краиштата треба да знаете да добро да се познава историја на коктелите, бидејќи и знаењето како клучен фактор игра голема улога. Значи мора да бидат, знаете како, најдобрите фудбалери се најдобро бидејќи најмногу тренираат или најмногу вежбаат. Исто и во нашата професија, доколку константно додека се на работа вежбаат, практикуваат, пробуваат, се едуцираат, што е најважно, во слободното време да го користат за едуцирање, тоа е многу важна работа. Затоа што на крајниот производ го добиваме добро спремен такмичар, одлична презентација и да не забораваме ова што во моментот јас и ти го правиме пред камера, треба да бидат слободни бидејќи во финалето имаат задолжителен дел кој што се вика спич, каде што се задолжени да го представат својот коктел и тука се многу важни работи, да представат која им е инспирацијата на коктелот, зашто го направиле на тој начин и нели да го направат и да го представат пред судиите. Тоа е многу важно. И благодарение, ајде да кажам, во овој формат од кој што од претходната година го почнавме и оваа година продолжуваме на ист начин, на еден ги спремаме победникот или тој кој што ќе биде најдобар, го спремаме за она што следи. Откако ќе заврши државното такмичење, не завршила тука нашата работа, бидејќи имаме доста време оваа година да го спремиме, да го подготвиме, односно да имаме макотрпна работа каде што тој ќе вежба, ќе се планираат, ќе се прават декорации, ќе се така. И кога ќе отиде на светско, да имаме одличен производ, да ни ја представи државата и пред се да се представи себе си како добар представник за професијата која што ја работи. Ќе го представиме ние тука во Утринска Виром, откако ќе се знае кој е, откако ќе заврши државното првенство, ќе не дојдете повторно да ви испратиме со среќа на светско и ете да научиме уште нешто повеќе плюс за барменството. Очигледно има уште што да се учи. Ви посакувам одлично Скопје бар шоу на 12 март повторуваме во лабораториум и успешно функционирање во академијата, нели со социјал за сите оние кои што се заинтересирани. Малинките да не ги забораваме во Ивана Колинс коктелот. И благодарам Ѓорги што денеска беше дел од Утринска на Тилма и што ни го подготви овој вкусен коктел и уште поважно што информиравме за сите новитети на Сдруженијето на бармени и за сите она кое што планирате да го правите во иднина, а на задоволство на оние кои што сакаат оваа професија, така што се гледаме во следна прилика. Благодарам Ивана и поканете се сите кои што би сакале да дојдат на ивент. Така, на здравје нека ни овој коктел.
подгответе се и вие или ваков или сличен и уживете, а се разбира и во положение ќе уживате со нашата последна тема на разговори Нина со своите гости. Ш или А? Ајде да нижеме Ѓердан од бисери. Дојди, ајде. За секоја буква ти бисер ќе најдеш. Првата е А, па бисер број 2 или буква Б. Следниот е 3, а буквата е В. Весел ќе си ти. Стигнавме, ете, заедно до Ш. Но и Ш се шегува, се смее и прашува: ха, кој бисер е последен? Ш или А? Кој ли е последен? Ш или А? Тоа го комунициравме за време на разговорот пред да се вклучат камерите. И на вистина, кога ќе ги наредиме како бисери во Ѓердан, каде што кружат од А до Ш сите букви, веќе не се знае кој е последниот, така или некако символично да објасниме. Ни се погоди гостувањето на убав ден, нели? Денеска се одбележува светски ден на мајчиниот јазик, така што убаво е на овој убав ден да се позборуваме малку со вас за детските изданија, за она што со години го работите и за тоа како преку децата треба да го пренесеме, нели, и љубовта кон мајчиниот јазик и нели да го изучиме онака како што треба. Ви благодарам што одвоивте време и што сте денеска во утринската на Телма. Ќе ги представиме господјата Вера Андон со ова една од песните кои што во, како рековме, трето издание од книгата од А до Ш треба наскоро да се појави. Авторка за млади и деца, која што има создадено многу, ќе создава, верувам, уште многу и навистина сакам да си промоветиме на таа тема и за вашите почетоци, бидејќи секогаш генерално, дај Боже што ги имаме овие изданија детски, затоа што сите сме растеме и дај Боже да растат и новите генерации, затоа што не трасираат во она што понатаму сакаме да бидеме. И веќе добро позната Сузана Томовска, Сузе графички дизајнер на овие детски изданија, но и уредник на Росица или Другарче? На списанието Другарче, добро. Многу детски изданија, па може ја да се збунам. Не си во грешка, бидејќи бев и до неодамна и ликовно-графички уредник на долги години на Росица, меѓутоа и на Другарче, сега во друга улога. Се надевам дека ќе исполнам својата улога. Така, и така кога евоцираме спомени, почетоци и така натаму, со авторката господјата Вера ќе позборуваме малку изнели за почетоците и како и со Ивана утринава го спомнавме тоа дека како преку песнички наши дела уметнички и така натаму сме учествувале во создавање на овие изданија детски. Прво сакам да се навратиме на почетоците од кога ги имаме овие изданија. Кои беа виновни во наводници тогаш за Така е. која ставија печат? По повод денот што денеска го одбележуваме, би било добро да се спомне малце историски осврт за списанијата за деца, бидејќи многу важно во историјата на Македонија да од самите почетоци на некој начин основање на нашата држава се внимавало и на тоа. Значи далечната 1945 година првото детско списание има назив Титов пионер. И како логично главен, за тоа време, како би се викало. И меѓутоа тоа е многу значено, бидејќи од тогаш се внимавало и за списание за деца, што е сосема различно од секоја друга детска литература, нели учебници се учебници и се останато има сосема своја улога, меѓутоа списанието за деца има своја улога за која што можеме и покасно моце да кажеме. Славка Јаневски е првиот уредник на овој Титов пионер, потоа следат 1950 година Другарче. Од тогаш е Другарче? Да, од тогаш датира Другарче. Потоа Оди Развигор, Наш свет и се разбери некои други списани, меѓутоа ја зборуваме во рамките на просветно дело, односно на детска радост, во рамките на Нова Македонија, а подоцни во рамките на просветно дело. И редакцијата се уште обстојува, значи детска радост, Другарче и во моментот и Росица се актуелни и сега се уште ги негуваме. Дизајнот верувам дека нели се трпи промени нормално и нормално е во новото време, нови бои се во мода и така натаму, нели? Точно. Колку содржината претрпува промени, да речеме оваа содржина на деца од 50-та па наваму?
интересите на децата. Точно, се следат интересите на децата. Пак ќе спомнам ова што го реков претходно, дека ги следиме интересите на децата. Ова е литературно списание за деца, во училиштата се користи најмногу, да речеме, бидејќи тие наставнички ги користат во целодневната настава и така натаму. Додавка за настава, така, и она што го внимаваме посебно е да биде во склоп со наставната програма, бидејќи го следиме она што децата го учат, да биде додатна литература за нив, поготово збогатено со текстови од авторите. И колоритно, кое што верувам дека највеќе го привлекува првичното внимание, нели, кај децата, ако да е малку шарено. Точно, не да е малку, многу да е шарено. Многу да е, добро, да не сакам да се изразам. За помалата возраст, нормално, да. Тоа ги привлекува интересноста. Ние сега конкурираме на медиумите. Види големите преку фотографија ги привлекуваат, нели? Дефинитивно, и нас не привлекува, ако ќе биде. Значи, дизајнот е посебна област која што многу треба се вклопи убаво со... Ние не можеме без авторите, тоа е почеток. Меѓутоа, еве, да кажам, соработката наша, конкретно со писателите, еве ќе ги спомнам писателите, Киро Донев, ние се уште актуелен почесен член, да речеме, Ванчо Полазаревски, морам да ги спомнам, бидејќи тие се мои соработници актуелни. Требаше да биде со нас исто така и Наум Попески, Ана Бунтеска, Сузана Мицева, ете тоа се тие некои автори, да не промашам, некои да не пропуштам, нели се надевам. Меѓутоа и илустраторите кои што ги надополнуваат нивните текстови, ги збогатуваат и тоа се вкупно да изгледа убаво. Конкурираме на медиумите, на телефончињата, на кратките, така се бориме со тоа. Така што внимаваме, значи како што реков, да бидат текстовите ускладени со училишната програма, меѓутоа списание треба да има шарени делчиња, да има кратки, едноставно, и затоа се трудиме да има се да биде нешто актуелно и различно, меѓутоа за да опстане, рековме колку се значени овие списанија. Посебно за вредностите, не да биде се шаренко, туку се внимава на моментот на едукација, на образование, на морал, на да ги научиме нешто убаво. Гледате насилство во училиштата и затоа внимаваме се нешто такво да биде застапено. Не само насилство, толку претрпува промени наставните програми да веќе не знам колку учат децата на вистина од тоа што треба да го научат за нивната возраст. Господјо Вера, да се насочиме сега малку на вас. Верувам и вашето детство, па и се она што во животот сте го работеле поврзано со овие детски изданија. Нема поубаво од работа за деца и со деца. Во тоа сум сигурен. Која беше инспирацијата, предизвикот да се работи, цел живот да се посвети, нели? Ете, навистина цел живот. Јас, значи, многу сум среќна што сум соработник на најстариве списанија со кои јас сум растела. И многу беше интересно што објавував како дете. И репортажи, песнички, некои текстови. И сега кога никогаш всушност не се одделив од овие списанија од децата, кога имав 20 години и тогаш, значи, во средно сум пишувала за деца, што е малку реткост. Да. И одам во редакција, го запознав и Стојан Тарапуза, ми објави во тогашна една емисија меѓу сонот и јавето, млада, јас не афирмирана, ама му се допаднале песните, направи исклучок. И потоа, значи, учев од најдобрите, ги среќавам во Детска радост, Глигор Поповски, Киро Донев. Мислам, многу научив од нив. Киро Донев еден ден ми вика, имам едно изненадување за тебе, и извади еден наш свет, во кој јас сум била како дел од една рубрика нај. Јас бев нај спортист, нај музичар, јас бев нај поет. И јас го имав изгубено тоа и викам, стварно ова е најубавото изненадување што некој ми го приредил, мислам да се видиш како дете. Вика, јас бев сигурен дека ти еден ден ќе дојдеш во оваа редакција. И навистина така се случи. Во денешно време има вакви таленти како, нели, господјата Вера и многу кои што од најмлада возраст покажуваат интерес, праќаат. Дали денеска има, нели, со поголем интензитет дела кои што децата ги праќаат за да се издадат во. Една од рубриките што ги имаме во нашето списание, еве, тоа не изоставен дел е на списанието,
ако може да се забележи на некој од камерите, вака Еве, свртам. јас ќе го Песнички и да, може. Зборувај си ти. Така што објавуваме песнички, објавуваме цртежи од деца од нашите училишта и Тоа се уште стои, но се колку е уште интересот стои. на самите Ова деца. што сакам да го кажам, кога ќе добиме песничка, навистина со таква радост и имат афинитети децата и ги пофалуваме. Јас во меловите кои што ги возракам, видите, мајки, татковци, Да. кажам нека продолжат така, прекрасни се песнички да ги Јасно, мотивираме јасно. и да се создаде нели нова. Па и за да опстанат овие списания треба нова генерација, така ли? Па, И сега, нормално. морам да кажам, за жал дека нема многу, може треба тоа да се внимава повеќе во нашата култура и да се обрне внимание, нема многу автори за деца. Да. Така што ние се уште соработуваме со постарата генерација, меѓутоа еве апел. Да. И да Па и може затоа да прашав се, колку да, новите за генерации тоа се треба на заинтересирани. некој начин тоа да се Нормално. унапреди, да можат навистина да се Или да се ангажираат и да се поттикнат на вреднуваат. некој. Така е, Да, така е, така. Господјо Вера, вие покрај нели ова издание од Адош последно за збуката, нели се она што е поврзано со едукација за децата, образование на децата преку овие изданија. Исто така знаете да напишат и прекрасни интересни дела, љубовни, детски, кои што па искросте реткост, нели? Со љубовни песнички за дечиње. Верувам дека е и тоа интересна. Имам во подготовка е, мислам, збирката се вика Ја сакам буквата Љ. Аха. И така парцијално, мислам, објавувам понекогаш, ама целата е подготвена и целата е љубовна. Целата љубовна. А ова е едно интересно издание. Само ќе ве замолам, би сакал да го покажам, зашто знам што ќе кажете. Да. Поелете. Ова е едно многу интересно издание за мене, бидејќи е многу интересна љубовна приказна. Се работи за тајната на црвената гума, за една обична црвена гума. И интересното е тоа што сите илустрации се направени од дете, од Така. едно дете. Затоа сакав и да ги покажеме. И сега најпогодно ми е кога гостувам, значи во живо, тоа е најголема среќа, мислам, Така. да гостуваш во живо, значи децата се најинтересни тогаш кога имаш допир со нив како читатели. И секогаш ја сакаат оваа книга. И бидејќи се па и цртежите од деца, не очекував па до толку дека ќе има интерес и дека ќе биде навистина голем успех постигнува кај децата. И ќе им ја прочитам или си ги делат улогите на момчето, девојчето, учителката. Аха. И потоа цртаат на само место. Јасно. Демек и тие еден ден така ја имам во најавата, демек овој пат е Невена, се вика девојчето, поздрав, сега е големка. Средношколка е, мислам. Ако бидете, мислам, ако ја сакате илустрацијата, ако имате талент за тоа, може еден ден друга книга да ми илустрирате или на некој друг автор. Јасно. И тоа е многу ги мотивира. Јасно. Секако дечињата секако сунгер впиваат се, но и сакаат мотивација некаква, а нормално дека сите оние кои што се талентирани својот талент ќе си го покажат на најразличен начин. Многу ми е убава дружбава, морам да прекинам заради терминот, но навистина ќе си го продолжиме разговорот затоа што ова е разговор кој што може да трае многу долго, затоа што и треба малку повеќе да зборуваме за нели овие детски изданија за новите генерации и чисто преку овој разговор да ги поттикнеме нели самите родители, баби, дедовци како на кој начин малку да им влијаат на децата и да ги инспирираат. Ќе завршиме со песна, така? Уште една од азбуката. Ха-ха, од Ш до А. Од Ш до А, па побарајте, ќе ви биде инспиративно и интересно. Така, ли ви благодарам. С како сонце. С како сон. Како сина боја на езеро, на море. Сини очи на небото што гледаат горе. Ви благодарам многу. Ми беше чест И и јас драго. благодарам. И ве чекам за брзо.